Благодарам, председателе. Почитувани колеги претеници, почитуван министер, предлагаме амандман во член 1, во новиот член 36з, во ставовите 1, 2 и 3, по зборовите основани од државата, се додаваат зборовите или единиците на локална самоуправа, а по зборот енергетика се додаваат зборовите образовна или здравствена. Со предложениот амандман се предлага да се овозможи на образовните институции, тука станува збор за основните и средните училишта и здравствените установи, да користат нафтени резерви кои им се неопходни за загревање на објектите со цел непречено извршување на својата дејност. Пратениците од ВМРО ДПМН го предлагаат овој амандман со цел намалување на последиците предизвикани од оваа продолжена економска криза со која се соочуваат граѓаните и стопанството. Имено, со предлог дополнувањата во Законот за задолжителни нафтени резерви, планот на владата е АД ЕСМ да ги искористи државните резерви на мазут и дизел гориво за производство на топлинска и електрична енергија. Предлогот на пратеничката група на ВМРО ДПМН е покрај АД ЕСМ нафтените резерви да можат да стојат на располагање во краен случај и за образовните и здравствените институции кои ги користат овие енергенси за затоплување. Не смееме да дозволиме нашите деца и пациенти да се смрзнуваат поради високите цени на енергенсите. Мора да оставиме законска мерка, законска можност во случај на екстремно високи цени на светските берзи покрај АД ЕСМ и овие јавни институции и установи да ги користат нафтените резерви. Во оваа прилика би сакал да апелирам дека владата не треба на ова законско решение да гледа како на дозвола за целосно искористување на нафтените резерви, туку на можност во краен случај при драстичен пораст на цените или недостаток на пазарот на енергенси да се пристапи кон користење на овие резерви. Имаме и повеќе сет мерки и предлог амандмани за справување со економската и енергетската криза, кои што ќе ги предложиме пред самата пленарна седница. Благодарам. Ви благодарам.